Здраво на сите, добре дојдовте на уште едно видео на каналот Татунчо. И овој пат е во форма на видео подкаст, значи на слободен разговор и предпоставувам повеќето го знаете мојот омилен гостин Дарко Симуновски, со кого што своевремено го направивме првото интервју и за мене и за него. Здраво, Дарко. Здраво, Вотко. Мило ми е што сум повторно тука кај тебе и се надевам дека и ова интервју, наше видео, луѓето ќе го проследат со голем интерес, затоа што ќе ја кажеме многу битни работи. Ќе ми дозволиш пред да почнеме со предвидените теми да кажам неколку работи за каналот. Значи, последното видео што го направив во мојот омилен документарен формат имаше неколку проблеми. Пред се имаше проблеми со звукот. И после тоа музиката што ја користам, иако претходно тие музики беа достапни и бесплатни, сега ми појавува дека има проблеми со копирајт. Односно, видеото може да стои на интернет, ама подоцна кога еден ден каналот би бил монетизиран, на јас туку авторот на таа музика ќе добива, значи, дел од таа монетизација. И сега кога сме кај монетизацијата, јас мислам дека каналот Татунчо е еден од ретките кои што веќе трета година обстојува без да биде монетизиран, што значи 3 години фурам на чисто ентузијазам и многу пати луѓето и прашуваат зошто нема видео, зошто паузи, затоа што ова не е ни втора работа, тука е само исклучиво слободно време, слободно од слободното време. И јас морам да им оддадам почит на сите оние 940 луѓе кои што до сега се претплатија, односно ставија subscribe, и би сакал да нагласам тоа претплата. Македонскиот збор и создава забуна, нема никакво плаќање, туку едноставно кликање на едно обично копче. А јас многу пати имам нагласено да кога овој канал ќе добие монетизација од оние рекламите кои што секако луѓето ги гледаат додека одат видеата, еден многу мал процент можеби ќе доаѓа и за каналот, и јас ветувам дека сите тие средства ќе ги вложам во техника и технологија која што ќе биде потребна за подобро работење на овој канал. Што значи, за мене лично нема ништо, туку едноставно во она што го споделуваме тука. А теми има многу и јас се надевам дека се почесто вака ќе се гледаме со умни луѓе кои што имаат што да кажат на редица теми кои што јас ги опфаќам. И буквално сакам да опфаќам и теми кои што јас не ги разбирам, ама сум љубопитен за нив, а има доста луѓе кои што ги познаваат. Економијата генерално ми е блиска како тема, но крипто сегментот е нешто кое што, Дарко, ти си значи буквално специјализиран за тоа, па ќе ми кажеш како оди продажбата на книгата, како одат семинарите кои што ги одржуваш, значи какви се твоите впечатоци од луѓето таму, средбите и какви реакции добиваш, значи крајниот резултат каков е? Да, за продажбата на книгата јас сум пријатно изненаден што почнавме со 300 копи и сум пријатно изненаден што веќе се ближиме кон крајот на тие 300 копи. Така да мислам дека некаде најверојатно август ќе треба да се додаде друг тираж, но меѓутоа тогаш кога ќе го додадеме другиот тираж, кога ќе испринтаме нов тираж на книги, тогаш ќе има апдейтирана верзија на книгата, затоа што криптосветот е нешто што многу брзо се менува, многу работи може да се сменат за краток период. Така да, значи, другата верзија што треба да излезе најверојатно за некој месец, тоа би се случило што би завршиле со овие преходни овој тираж, што е некаде при крај. Колку што имам информација од Антолог, мислам дека сме негде стигнати при крајот на тој тираж, најверојатно негде 260-270 копии веќе се продадени на македонскиот пазар. Јас и намерно немав објавено за дигитална верзија на македонската книга, затоа што искрено јас повеќе би имал лично повеќе профит кога јас би е продавал дигитална македонска копија лично на мојот вебсајт, пример, и на други вебсајтови, него вака во физичка копија. Од физичката копија имам само 30%, но меѓутоа, мене целта ми е ова книжно издание да остане на книгата, значи тоа мене ми е многу битно
и сакам тоа да продолжи тој тренд, значи издавање на книги вака во физичка форма и исто со тоа сакам да ги поддржам и тие што продаваат, што се продавачи на книгата, значи во одредени книжари и нормално Антолог како издавачка куќа, затоа што Антолог исто така кога стапивме во контакт, ние не се познававме, тие беа доблесни да ми дадат шанса како еден нов автор. Инаку, што се однесува до семинарот, јас на 15 јуни имав последно семинар во Струмица, преходно имавме 2 семинари кои се одржа минатата година во Кавадарци и во Битола. Овој семинар до сега беше најобемен, имаше најмногу посета за разлика од другите. Значи, тогаш последно кога бевме на 15 јуни, во Струмица имавме негде околу 50 на луѓе, буквално кафичот каде што го одржававме тој семинар се наполни. Имаше многу луѓе што сака исто така и за книгата што ја купија. И така да има доста интерес. Со оглед на тоа што јас немам никаков некој посебен маркетинг, така да малку поспоро одат тие работи, затоа што сите луѓе што ме следат се на органски начин, луѓе што почнале да ме следат, што виделе што зборувам, ги утврдиле тие работи и така одлучиле да ме следат и да ја купат книгата и да ме пратат на сите мои настапи. За третиот дел од прашањето за инвестирањето, затоа што јас сум исто така портфолио стратег, јас досега имам направено околу 55-6 портфолија инвестициони, вклучувајќи и на фирми, повеќето на физички лица, најмногу од тие портфолија овде на наши граѓани, македонци. Инаку со најголемиот дел од луѓето што веќе инвестирале на овие што веќе инвестирале на овој начин со професионално крипто портфолио, веќе поголемиот дел од нив се мои лични пријатели. Дури некои од нив имам и така буквално многу блиски пријатели, затоа што тие луѓе што ја бараат вистината, тие луѓе што ги интересира вистината и интегритетот, тие луѓе многу лесно на еден природен начин ние се наоѓаме на средина и така да мило ми е за сите луѓе до сега што ги запознав. Навистина се прекрасни луѓе што знаат да ценат квалитет и секако дека ги имаат бенефиците поради тоа. Затоа што мојот пристап, Владко, е многу различен од други, затоа што јас и како што спомна и ти, мене YouTube видеата не ми се мене главна професија и имам многу други приватни обврски што работам и многу проекти. Јас тоа исто така како тебе го правам со моја желба, љубов, затоа што едноставно сакам да им кажам на луѓето да знаат што е што. И мојот пристап е секогаш на чесен начин, со интегритет, затоа што мене ми е битно, има една израелска поговорка, не му лови риба на детето, туку научи го сам да лови. Значи јас тоа го работам, тоа го правам. Јас сакам сите луѓе што дошле на курсот, сите луѓе што направиле портфолио да сватат како изгледа да се биде инвеститор, кој е правилниот начин и за да можат тие понатака сами да си продолжат во тој пат. Значи тоа ми е целта, мене главна цел на сето ова што го работам. Главна едукација и луѓето да постанат инвеститори, компетитивни инвеститори. И да не дозволуваат да бидат излажани како што имаше многу ентитети, не сакам да ги набројувам, што ги лажеа на секакви платформи и ги украдоа парите, буквално смисла на зборот. Добро, социјалните мрежи се преплавени, особено има сега на Facebook еден профил од некаква си квази турска банкарка која што буквално го преплавува македонскиот простор со такви глупости, значи и буквално се гледа, значи не знам кој највен го прави тоа, цел интернет простор знае дека е измама, затоа што ги гледаш истите фотографии, постојано различни имиња, постојано се пуштаат пораки подлуги, демек направи ова, направи она, и тоа се обично кратци и на внимание, и на лични податоци, а да не збориме и за банкарски податоци. Инаку, оно што е многу важно за ова што го кажа ти, дека јас сум лично сведок за луѓе кои што мене ме контактирале за да те контактираат тебе, заради твоите познавања во криптосветот, и јас можам со својата личност да гарантирам за
за твојот и интегритет, и за твојот морал, и за твојата професионалност во тоа што го работиш, затоа што буквално сме го спомнувале тоа дека криптосветот е неомеѓена територија, uncharted territory на англиски, и буквално не можеш да кажеш дека некој има диплома од факултет и знае да го работи тоа. Во денешно време дипломите веќе не значат ништо, затоа што во моментот кога одредени кадри излегуваат од факултет, нивните знаења се застарени. Така што многу по-автентични се оние знаења стекнати на полето на кое што се работи, како што е твојот случај. Значи, јас и ти кога разговаравме прв пат, беше тоа некаде 2021 година и биткоин беше супер, над $40,000, мислам дека беше цена тогаш, и мислам дека дури јас имав многу понуди после тоа за интервју, многу луѓе се пријавија, многу луѓе кажаа се и се што. И добар дел од тие луѓе веќе ги нема. Со тебе повторно се навраќаме и дури што е најбитно разговаравме за биткоин и за крипто во време кога беше на некои 14,000? 13-14? До 15 стигнавме во евра. Рачунато до 15 стигнав. Така, значи тоа беше буквално багателна цена кога луѓе беа во толкова паника што изгубија секаква, значи испадна понзи шема, испадна многу работи, и сега сме на квота 30,000 отприлика. И ај малку да се осврнеме на тој период. Зошто се случи тоа? Моје мислење дека беше просто неразбирање, значи на пример неразбирање што значи тоа дигитален асет. Ајде малце со тебе да го разработиме тој дел, значи околу вербот и невербот и околу сите тие перипетија околу варирањето на цените. Да, прво, значи јас затоа многу пати на сите мои интервјуа секогаш напоменувам колку е битна едукацијата. Јас накратко ќе кажам една моја ситуација во 2014 година, која живеев во Австрија. За тие што не знаат, јас имам живеено и во Австрија и во Швајцарија, во Европа, така да, значи кога бев во Австрија во некаде 2014 година, имав пријател австриец што он ми викаше и ми сугерираше да купам биткоин. Јас во тој период не знаев што е биткоин во 2014 година. И јас ја одбив таа информација затоа што ми звучеше многу апстрактно и чудно. Затоа што мислев дека се работи за повторно некоја дигитална измама, затоа што знаеш и не имале такви работи многу често и се случува ден денес. И така да тоа, ако можам да ставам, имам само две грешки што јас ги признавам како животни грешки. Една од тие грешки дефинитивно е што во тој даден момент јас одбив да научам што е тоа биткоин. И тоа ме кошташе на сега, ако тогаш знаев што е тоа и ако почнев тогаш да учам, сега ќе бев мултимилионер. Значи мултимилионер буквално смисла на зборот. Значи тоа е многу битно. Јас затоа ова кажувам приказка многу често и на многу мои приватни разговори со пријатели ја кажувам ова приказка затоа што денешно време многу луѓе, најголемиот дел луѓе не сакаат да учат. Воопшто не сакаат да учат, имаат одбивност према учење, им представува тежина. Учење зборувам за нова информација, значи не значи дека треба да се иде на факултет за да се прочита за биткоин, да се научи. Так. Тоа може да се научи како функционира биткоин во рок од 1 месец, секој втор ден по 15 минути да се чита. Толку. И можете да сватите за што се работи. Но меѓутоа мора вашиот ум да биде отворен за примање на нови информации. Јас мојата грешка ја поправив. 2 години покасно почнав да се едуцирам и после веќе почнав и да инвестирам. Така да, значи, главната работа во светот е неедуцираноста, неписменоста. Значи, луѓето генерално, најголемиот дел се неписмени. Ако одиме сега трендот на колку луѓе во светот користат крипто, јас кога ја пишував книгата, во воведот пишав дека се околу 300 милиони луѓе. Во тој даден момент, јас кога ја пишував книгата, толку беа. Значи тоа некаде потоците беа од септември кога ја пишував книгата. Септември 2022 година. Сега ние идеме во ситуација каде што моментално се преку 420 милиони луѓе. Порас од 100 милиони за нецела година. Во луѓе корисници што имаат крипто средства. Според сите параметри што ги гледавме, и јас веќе имав пишано на вебсајтот Token Paradox, за тоа имав пишувано,
како оди тој тренд, нагорен тренд на се повеќе корисници во крипто. Значи, тоа е нешто што дури користењето на интернетот што се случуваше во 2000-тите, значи ова прекршува таа граница на корисници. Одиме на повеќе него што беше интернетот. Сега, падот, зошто се случи? Прво мора да разбереме дека, јас и тоа и во книгата го пишувам, ние имаме финансиски средства, значи финансиски пазари. Значи главните се обврзници, акции, комодитети. Но меѓутоа имаме нов вид, нова класа на финансиски средства што уште луѓето не може да разберат, банкарите, регулаторите не можат, тие што прават регулации уште не можат да разберат, затоа што нема доволно едукација, подетална едукација за да се разбере нештото. И цената таа што се случи беше од стравот, затоа што тогаш имавме пат исто така и на акциите, да те подсетам Владко, и на еден таков пат, во еден таква рецесија, имаме војна, геополитика, не можеме да избегнеме и таа ситуација. Така да тие работи, сите тие работи имаа влијание на падот на цената. Али пред се, како што реков, не едуцирањето на поголемиот дел на луѓе што не се едуцирани. Значи тоа се главните работи. Сега, кога станува за оваа денешна цена, зошто имаме скок на криптопазарот? Затоа што веќе почна посериозни инвеститори да влагаат во биткоин конкретно и тоа исто така повлече други инвеститори да вложуваат во други криптовалути. А тоа се случи со најавата на BlackRock дека ќе направи фонд на размена фонд, ETF се вика на англиски, Exchange Trading Fund, значи фонд за биткоин, што ќе биде публикуван јавно на берза. Но меѓутоа тој треба да се одобри од Комисијата од Хартија од вредност за Америка, но меѓутоа тој што ги посредува, што ги има парите, тој ги прави правилата. Секаде во светот, секогаш така било. BlackRock е најголемата компанија за менаџирање на финансиски средства. Проценките денешно време се дека се некаде околу 9 до 10 трилиони во долари средства, значи најсилната фирма. Така да, значи, тие ги имаат парите и тие се тие што ќе ги донесат регулациите. И затоа сум 100% сигурен дека Комисијата за Хартија од вредност ќе го прифати нивната апликација за спот биткоин ETF. И исто така морам да прецизирам, ние имавме ETF futures. Значи тоа морам да го прецизирам на некои луѓе што не се запознаени конкретно. Futures е тргување со деривати. Тука немаме тргување никакво со биткоин. Но кога е спот биткоин ETF, во тој случај BlackRock ќе мора да купи вистински биткоини, за да после од тој фонд што го има од биткоини да го продава на други инвеститори. Така да тоа ќе влијае директно на самиот пазар. И она што беше во 2021 во ноември како all-time high, како највисока цифра од 69.700, мислам дека таа бројка ќе биде дефинитивно прекршена штом се одобри овој спот биткоин ETF. Тоа јас претпоставувам како што ги следам овие работи, сигурно тоа ќе биде можно е крајот на ова година или 24-та година наредната, но исто така ќе имаме време за тој период да излеземе и од ова рецесија. И во тој случај ќе имаме ние брилијантни услови, поставени перфектни услови за да дојме до еден bull run, еден циклус на bull run што ќе трае 2 години, затоа што јас и во Фокус, во интервјуто на Фокус исто така спомнав дека од 2025 според решението на Bank International Settlement, таа е банка на сите централни банки во светот, тие донесоа регулација од 1 јануари 2025 година секоја централна банка во светот да може да има криптовалути до 2%. Замисли која пара е тоа. Значи, така да, значи ова цена што ја гледаме, јас сум сигурен дека за 2 години ќе видиме пута 10 најверојатно на биткоин, а на другите алткоини можеби и повеќе. На тие што имаат квалитет нормално, не на тие што се понзи шема централизирани коини. Така, добро, треба да се нагласи дека во 2024 година нели го имаме ова халвинг со биткоинот, што исто така ќе влијае на цената. Да, одлична поента, тоа се случува во мај 2024 година и тоа апсолутно дека ќе придонесе за цената. И јас очекувам баш во вториот квартал да почне тој bull run, сериозен bull run. До тогаш ќе видиме ни вакви позитивни трендови во пазарот,
но меѓутоа ќе видиме и негативни, значи не значи дека вака се позитивно ќе остане, може и некоја друга информација да придонесе да падне пазарот, од многу фактори зависи тоа. Се уште сме во нестабилна зона, далеку од булуран, се уште не сме во булуран, значи морам да прецизирам за сите, но меѓутоа ваквите ситуации, сега како што е пазарот, е одлично, јас многу пати сум спомнал, да е одлична можност за секој еден човек онолку колку што може на месечна база да си вложува во биткоин и во други криптовалути и комодитети како злато и сребро, апсолутно. Добро, јас би сакал тука да додадам една работа затоа што многу луѓе веднаш лошо ги сваќаат работите, значи сакаат од обични работници да се префрлат во милионери, значи да не сонуваме да бидеме милионери, тука станува збор за стекнување финансиска независност, финансиска слобода во оној смисол во кој што, да речеме, влијаеше инфлацијата од последната година, каде што нашите реални средства буквално почувствувавме како ја губат моќта и како ни се топат во рацете, како лед на топло сонце. Бројките ги гледаме исти, ама куповната моќ ослабнува. Апсолутно. Така што нема милионерски разговори во ова, туку има само здрав прагматизам кој што со многу работа, со многу труд, многу вложување, ми се допаѓа тоа што го кажеш постојано, едукација кој што е клучен збор. Малце мрзливоста за читање на книга, почнувајќи од твојата, не треба да постои, затоа што не може знаењето да падне онака, додека спиеме да ни падне во глава и да го имаме целото знаење кој што ни е потребно. А како опозиција на ова, значи, гледаме дека големи играчи како BlackRock, кој што е најголемиот инвестиционен фонд во светот, вложува во крипто. Сериозни банки го ставаат во, значи, инвестираат во него и го ставаат како можност за размена. Од друга страна, ова агендата за CBDC, јас тие имаме разговарно во редица видеа, значи за дигитални валути на централни банки не престанува. Ти имаше и некои информации за дигитален денар, па ајде да видиме сега од каде потекнува сето тоа, Федерални резерви, Централна банка на Европа, па да стигнеме и до дигитален денар. Значи, ова идеја за дигитална валута на Централна банка е што е протната, ова идеја се протна и се форсира од ковид кризата па наваму. Затоа што како што овие централистите милуваат да кажат дека ковид кризата била одлична прилика да се ресетира цел свет. Така да тие туркат на таа агенда. Јас за дигиталната валута на Централна банка, Владко, знаеш и ти, јас борував и пишував исто така и во книгата моја, значи објаснував доста работи во книгата, објаснив што ќе се случи, на кој начин ќе се случи и како што одминува периодот, се повеќе луѓе ме контактираат и ми викаат право од кај знаеше. Кажи една работа само. Да ја разјасниме разликата од дигитални денари, да речеме денеска, што ги имаме на картичка, од тоа до CBDC, која е разликата? Значи, од книжните до електронските, ја знаеме разликата. Значи, од класични електронски валути до CBDC, значи, нагласно, затоа што има сериозна разлика. Да, така е, како што рече, сериозна разлика. Вака сега, во најкратки црти би го објаснил вака. Значи, овие сега што ги имаме електронски валути, затоа што ние со користење на дебитна, кредитна картичка и со апликација од банкинг и банкинг што користиме во секаде во цел свет и тука во Македонија во последните години станува тренд. Значи, тоа што го имаме сега моментално е единствено информација. Само информација дека ние имаме пари, односно фиат валути на нашата сметка. И ако јас ти пратам тебе, јас добивам информација дека сум ти ги пратил тебе средствата и ти имаш информација повратна дека си добил фиат валути. И сега додека, пример, ако јас ти пратам од Македонија за кај тебе, значи во тој случај тие ќе треба да одат преку SWIFT системот, што е главен оператор во Белгија, каде што, значи, сите меѓународни трансакции се случуваат во SWIFT. Значи, кога јас праќам денари,
треба да стигнат во евра, значи тие се конвертираат таму. Или пример, јас сакам да пратам средства во Албанија, пример, значи тие одат повторно во SWIFT, се разменуваат во евра, па после од евра во леки, како беше леки во Албанија, така? Така е. Значи главната работа на ова што денес го имаме технички е само фактички податок. На леџерот нивни централизиран, на нивната датотека во банката, ние само добиваме информација колку ние имаме фиат валути. Пари, народски кажано. Сега, диаметралната разлика, спротивна разлика со дигитална валута на Централна банка е што тие се програмибилни токени. Што значи ова? Кога ќе дојдат тие во сила, тие програмибилни токени ќе бидат врзани заедно со дигитален идентитет и нашата банкарска сметка на фирма, на лице, на било кој, на секој еден човек, секој поединец, ќе биде врзана банкарската сметка со дигиталниот идентитет, ќе биде на апликација. И разликата, огромната разлика што се овие програмибилни токени. Што значи тоа? Пример, тие ќе можат да забранат да замрзнуваат сметки во една секунда, во еден даден момент. Ќе можат да дадат ограничување што можеме и што смееме да купуваме, на што смееме да ги трошиме парите. Ќе дадат ограничување на географска положба. Пример, ако некој американец оди како туриста сега во оваа ситуација да имавме CBDC, Америка и Европа, ако одеше некој туриста од нивните држави во Русија, неговата банкарска сметка ќе покажуваше црвено, односно ќе беше забрането тој да ја користи. Што значи дека со дигитални токени постои можност за нарушување на човековите права. И основните човекови права да бидат нарушени во тој смисол што со еден клик да може секој индивидуа или групација во општеството да биде исклучена од финансискиот систем. Со тоа ќе не може луѓето да дојдат до основните потреби за живот. Така да, значи, било која групација или индивидуа што не им се допаѓа на централните власти, ќе можат да ја исклучат за една секунда. Ако ова не представува опасност, ја не знам што. И имам едно нешто да кажам за сите. Јас велам вака. Ако вие, сите вие, верувате во вашата власт и ако им верувате на вашата влада, ако мислите дека вашата влада работи само за ваш интерес, во тој случај нема што да се грижите. Но меѓутоа, ако знаете дека вашата влада не работи за вашиот интерес, за ваше добро, за ваш напредок, за ваша подобра иднина, во тој случај вие треба многу да се плашите. Затоа што робството што треба доправа да дојде, што е опишано во антички време, уште во Библијата е опишано дека тие луѓе што ќе бидат маркирани од зверот, ќе можат да пазарат, да купуваат и да тргуваат. Драги мои, ова е тој момент. Сега е ова е тој момент со дигитална валута на Централна банка. Тотална контрола на централните власти и индивидуалните слободи ќе бидат избришани за една секунда. Ако некому ова му се свиѓа, нека си седа дома, нека си лежат на кревети дома и нека чекаат робството да им дојде. А ако не, треба да се организира луѓето, да почнат да се едуцираат, да прочитаат тука во книгава, за 760 денарија има, споделував, да прочитаат малку, да знаат за што се работи, за утре кои ќе им нудат во банка токени дигитални, да знаат да речат не. Затоа што ако повеќето луѓе се едуцирани, ако стигнеме до 50% луѓе да се свесни само да знаат за ова, не мора да знаат друго ништо, да знаат само за дигитална валута на Централна банка, дека е тотално различно од овие дигитални валути, во тој случај ние можеме да се спасиме од оваа тиранија што ни следува. Јас и исто така се трудам и понатака не споделувам многу јавно, но понатака ќе се трудам и да се донесат законски решенија преку други механизми во општеството, во правниот систем во Македонија. Така да јас останувам на тоа и ќе се борам за сите тие и за сите тие што не знаат за што се работи. Јас тоа ќе го работам ќе се обидам да ги спасам. Колку ќе успеам, тоа зависи од луѓето колку ќе ме слушаат. Владко. Знаеш што е најинтересно, особено во дигиталниот свет, оние што се услови за користење на одредена апликација, никој од нас не ги чита. Договорите што ни ги даваат, дали кога купуваме телефон, дали било кој друг уред,
кога потпишуваме договори во банки, не ги читаме договорите. Одејќи на мртливи сме и одејќи на тоа дека не можат да ни понудат нешто лошо. Следејќи еден подкаст во кој што гостуваше Крешимир Мишак, некој негов пријател, сега каже една многу несреќна ситуација во кој што се грижал за, значи сам човек се грижал за својот родител и после интервенциите преку игла што ни ги става за да бидеме имуни, човекот му се нарушува здравието и истовремено и тој станува натовар на системот, а и нема кој да се грижи за родителот. И во случајов ќе биде вака, значи и кога побарал каде да се жали, кого да тужи, неговиот матичен доктор му рекол, па тоа беше со согласност направено, твоја согласност ти потпиши. Така што и овде ќе се примени истиот принцип, потпиши овде, кога мнозинството ќе потпише, како што кажете, ќе нема потреба од законски регулативи за тоа што тоа ќе биде еден вид на референдум. Да. Кога повеќето луѓе веќе го прифатили и аплицирали, ние имавме референдум дали сакаме или не сакаме да користиме Facebook или интернет, немаш. А требаше да има. Европска унија, например, нема свој устав од тие причини што своевремено се обидоа да направат устав, го направи уставот, два референдуми пропаднаа, мислам, Ирска и Чешка, и престанаа со референдуми и го направија Лисабонскиот договор, кој што не е устав, ама ја врши функцијата на устав. Така и тука, значи, тие се мајстори за импровизација, ќе направат промена. Спомна твои активности, кажи ми како сето тоа се применува кај нас со дигитален денар. Знам дека постојат, значи веќе се движат во тој правец. Кај нас, Владко, за разлика од овие другите во западниот свет, кај нас сето тоа се работи во тајност. Во јавноста нема никакви информации, освен гувернерката дека потврдил дека ќе има нов дигитален денар или криптоденар. Значи само тоа е најавено, но меѓутоа конкретно како ќе биде тоа, што ќе биде тоа, никој не сака да зборува за тоа. Дури и јас сум единствен во Македонија што прв пат зборнав за оваа проблематика. Да те подсетам, дури и јас и ти имавме, мислам дека беше тоа пред година и пол, имавме ние еден ваков разговор по сега за дигитална валута и ова мислам дека е четврти пат кај што зборуваме за ова. Но меѓутоа луѓето се научени кога ќе дојде, што викаме народски јајцето на газот, кога ќе дојде последна фаза више готово, и тогаш ќе речат чекај што се случува сега, кога ќе почнат забраните, но меѓутоа тоа ќе биде касно. Така да, значи, за жал, кај нас врска за таа тема, транспарентноста е нула. Кај нас ние сме познати за транспарентност во Македонија дека нема одамна. Корупцијата веќе си владее 30 години, без разлика кој е на власт. Транспарентност нула, никој ништо не кажува, сето тоа тајно се работи и што е најинтересното, во многу банки, на многу луѓе им е понудено, тоа веќе имаше тест фаза во Македонија, уште едно ќе го кажам, јас го пишував и во групата и многу пати го спомнав, им се нуда на луѓето од банката токени. И никој не им кажува, и тие што работат таму, и дури и тие што работат таму не се свесни која е разликата меѓу токени и обична сметка, дигитална, нели, сметка. И тоа им се нуди на многу луѓе и за жал има некои луѓе што јас веќе контактирав без знаење, веќе прифатиле такво нешто, кога им објаснив за што станува збор, кога им објаснив кои се разликите и сами да прашаат во банка каде што може да им дадат одговор, луѓето беа запрепастени, беа исплашени. Меѓутоа, тоа сакав да кажам. Луѓето несвесно ќе си влезат во оваа ситуација, во се ова што се спрема од централистите со директива на Светски економски форум. Значи, ова ќе се случи исто како овците што одат во кланица. Овците кога одат во кланица тие не се свесни дека одат да ги колат. Така да и луѓето ќе бидат на еден идентичен начин, ќе си појдат во една друг тип на кланица без да бидат свесни. Затоа овие работи што го зборуваме сега е многу битно да се освестат луѓето, да зборуваат меѓу себе, да ги пренесуваат овие информации за да можат кој ќе дојде моментот да се заштитат. Друг начин нема од ова. Значи мора само со зборување и со информирање на другите околу нас
сите ние треба да зборуваме на ова тема, затоа што нема побитна тема од ова. Значи, гледам вести, некогаш ќе пуштам вести да видам само кој е наративот. Гладко едно исто е. Што направило ВМРО, што направило СДС, ДУИ, тендер, па се украло, не се украло, па антикорупцијска, па не знам шо. Значи, истиот наратив 30 години. Никаква вистинска информација. Нека се тргна луѓето од телевизија. Јас од телевизија не гледам веќе 20 години. Значи, треба да ги следат информациите што се релевантни и да барат сами информации и сами да се едуцираат. Затоа што не може да очекувате од мејнстримот. Мејнстримот работи во интерес на елитите, а елитите работат за нивни персонален интерес, не работат за нас, за тебе и за мене и за луѓето што не следат. Така да немаме информации за дигиталниот денар, Владко. Така. Значи сето тоа, али најавија дека во 2024 ќе имаме. Али јас од тоа што го знам технички што е потребно за да се изработи, дефинитивно сум сигурен дека тоа ќе биде изработено од странска фирма под покровителство на Европска централна банка и Светска банка и ММФ под директива нивна, ќе биде изработено и тука нашите пратеници ќе се изгласаат како сите закони што ги носат со европско знаменце, само се крева рака, никој ништо не прочитал, не го интересира, да помине дневница, да се лапне некој тендерче и така си одиме во дистопија полека и ние во Македонија овде. Добро, јас го живеам што значи европска реалност и сега да не бидам лошо сватен, јас никогаш не сум зборувал дека тука е лошо, дека во Македонија е подобро, иако има многу кои што го фураат тој наратив, а се уште живеат на запад. Оно што јас сакам да го кажам дека промените доаѓаат од тука и промените за разлика од оно што Европска унија го представуваше во 80-90 години, одамна е сменет. Например, во сите политики што ги спроведува, буквално се гледа она ќе немате ништо и ќе бидете среќни. Значи, се оди, јас тоа го велам малци метафизички, се оди на укинување на достапноста на 4 елементи. Значи, изворите на вода, најголемата компанија за газирани сокови ги поседува. И неколку други големи компании слични на неа. Земјата во најголем дел ја поседуваат таквите корпорации кои што произведуваат ГМО. Рековме водата, земјата, сега хранливиот дел на воздухот, што значи CO2, сакаат да го ограничат, да го забранат, затоа што преку тоа ќе има директна контрола на самиот живот на планетата и на крајот останува воздухот. И сето тоа сакаат да го дигитализираат и сега има политики. До вчера се продавале клими и сега вика 90% од досегашните клими не само што нема да се продаваат, туку ќе бидат забранети за употреба. Клими, климатизери, значи како што е топло сега. Грејните тела. Сега гасот е прифатлив, во блиска иднина ни гасот нема да биде прифатлив, значи ќе биде само струја, нешто што многу лесно дигитално се контролира. Автомобилите исто така, што значи во иднина ќе се случи да не можеме да имаме сопствени автомобили, да немаме сопствени домови. Во модерна терминологија, скоро го слушнав овој термин, се вика уберизација. Уберизација на животот, значи све ќе биде краткотрајно, све ќе биде како возење со Убер. Значи, плаќаш толку, добиваш толку. Нема да имаме постојани домови, нема да имаме постојани работни места, нема да биде ништо постојано. Животот ќе биде буквално на вересија од денес за утре. И нормално, во таков еден контекст, слободата за која што ние зборуваме, каде ќе ја практикуваш кога се може да ти укинат од денес за утре? Единствен начин, значи, јас прво морам уште еднаш да повторам. Поентата е, значи, сите наши предци гинеле за слобода. Гинеле за слобода, Владко. А овие сега генерации, тие ќе си дозволат сами да им бидат одзебена слободата. Значи, зависи ова од сите нас. Колку од нас ќе се разбудат, колку од нас ќе ги прифатат овие работи, така ќе се одигра оваа цела ситуација. Али кога ќе дојдеме во таа последна фаза, каде што,
како што кажа елитите и како што работа на тоа секојдневно, со ESG стандард, со карбон кредит, социјален кредитен систем, дигитална валута на Централна банка, дигитална лична карта. Со имплементирање на сиве овие работи, луѓето, сите, а најмногу ќе изгубат тие што се богати, денешно време, тие што имаат куќи, кои што имаат по неколку коли, што имаат уште 2-3 стана плюс викендици, тие ќе бидат најголемите лузери, таа е иронијата. А тие воопшто не се замарат. Али јас тоа велам. Значи, кога ќе се имплементираат овие работи, ќе дојдеме ситуацијата тоа што го спомна и тие што го кажуваат постојано. You will own nothing and be happy. Ќе поседуваш ништо и ќе бидеш среќен. Зошто? За еве едноставно да објасниме малку да не испадне ова. Сега е многу веќе глупаво некој да мисли дека ова е теорија на заговор, ќе го разберев да беше пред 3-4 години или повеќе, но меѓутоа сега веќе кога се открија картите, јавно се зборува за ова, секој може да го провери на интернет. Значи, која е главната цел? Кога ќе се создават сите овие работи кои ќе се имплементира ова тиранија преку вештачка интелигенција, преку роботика, машинско учење, значи сето тоа кој ќе се воспостави, на овој начин секој ќе се воспостави. Луѓето ќе бидат, ако не знаат како, нека погледнат Кина како живеат денес, уште полоши од Кина ќе живеат. Значи, ако сакаат таква иднина, нека си дремат, нека си спијат, нека игнорираат овој разговор, а ако сакаат нешто да променат, нека следат детално што се случува и нека го шират овој разговор што зборуваме. Затоа што во таа ситуација, Владко, која ќе се имплементира карбон кредитот, луѓето ќе немаат право да имаат деца, затоа што ќе треба унапред карбон кредит, односно пари, да се платат големи пари, суми на пари, за да имаш дете. Значи луѓето не се свесни што идат. Коли нема да поседуваат, знаеш како? Тие нема да им ги одземат колите. Туку тие ќе им воспостават услови, ќе им речат сакаш ти кола? Еве јас пример сега имам дизел Ауди 2009. И сега пример јас доодам од една точка до друга точка, ако мене колата ми троши 50% гориво, јас ќе треба уште за карбон кредит да доплатам уште 200 најверојатно. Прво ќе биде помали суми, сега опционално е, проверете на чекување, ако го чекирате лет, да видите дека имате опција за карбон кредит да платите, уште сега. Понатака ќе биде мандатори, да мора да го платиш. Па после цената ќе оди на карбон кредит, ќе оди горе. И, значи, во една ситуација, луѓето ќе дојдат каде што самите ќе ги остават колите и ќе не може да купат електрични возила, затоа што сите знаеме дека едно електрично возило е 50-60 евра минимум, посалам нешто, освен ако не е нешто нетестирано од Кина. Така да луѓето ќе останат без возила. Втора работа. Исто така морам да прецизирам, имотите што сега ги имаат, како ќе ги изгубат? Многу едноставно, погледнете што се случи во Грција. Им се качија даноците на имот, значи многу кратно се качија и затоа луѓето продава ефтини станови. И неинформирани луѓе одеа одовде и вложуваа во Грција, мислејќи дека направиле добра сделка што купиле стан. Кога им дојде данокот за плаќање, после пак го продаваа. Сега тоа што се случи во Грција, тоа ќе се случи на глобално ниво, веќе се случува во одредени држави, даноците се многу качуваат за имоти, така да прво ќе биде за секој втор или трет имот што го имаш, ќе плаќаш екстра такса, екстра данок, што не ќе може никој со нормални примања, со мало предпријатие што работи средно, значи таа што е некоја си малку што останала средна класа, да не правам муабет за сиромашните, ќе биде невозможно да поседуваат куќа. Ќе биде невозможно тоа да го имаат. И ќе морат да поседуваат мали станчина каде што ќе бидат затворени во градовите и ќе бидат тотално зависни од централните власти. И дури извини вака, се промовира дури идејата во поголемите станови да живеат 2-3 семејства заедно. Да. Без разлика дали се во некаква родбинска врска или не. Точно така. И исто така, значи, кога ќе дојдеме во таа ситуација, тие што ги имаат имотите ќе ги изгубат, другите луѓе ќе немаат можност да купат имот и после финална фаза ќе дојде, како што реков, за деца,
значи луѓе ќе немаат право да имаат деца затоа што ќе треба да платат карбон кредит. Тоа го имаме, една слична политика имаме во Кина, каде што луѓето имаат, родителите имаат право само на едно дете, ако има друго дете, детето го погубуваат или го даваат на адаптација во други држави. Значи, така ќе биде и овој систем што се следи за се ова што зборнав, пред некој нешто да суди или да мисли дека Дарко нешто си кажува од него, ги молам сите за секој еден збор што сум зборнал, нека си проверат на Google. Нека си проверат на Google, нека се едуцираат, за да знаат за што зборувам. И воспротивно, да не си го губат времето. Значи, овие работи се многу реални и идат секој ден и се идеме поблиску секој ден до ова реалност. Ова дистопија што иде од Џорџ Орвел. Значи, дури не, значи, зошто е ова важно што велиш ти да си проверат, затоа што кога ќе се случуваат работите, ќе бидат неминовни, тогаш е безсмислено ти речат браво Дарко, во право беше како знаеше. Тогаш ќе биде навистина непотребно да го кажа тоа, затоа што ќе нема веќе ефект. Јас би сакал малце да те надополнам во мистична смисла. Ние живееме на планета на која што биологијата, химијата се обидуваат да објаснат како настанал животот. Јас порано верував дека е така, затоа што ни го кажуваат професорите, и менталитетот беше дека треба да веруваме во се. Сега едноставно, ако го гледаме животот дека постои, ние сме жива материја, не значи дека знаеме зошто постои, зошто е настанат. Но знаеме каков е тој живот и знаеме дека е базиран на јаглерот. Ние сме доминантно јаглерот и вода. Се друго се помал процент на елементи. И сега живееме во време во кое што на сите страни ни трубат дека треба да го намалиме јаглеродот. Што значи тоа? Доаѓаме до сериозни идеи кои што се ние сме направени од јаглерод, тие сакаат да го намалат јаглеродот. Значи секогаш кога вдишуваме и издишуваме, ние создаваме јаглерод диоксид и тие сакаат да го намалат тоа. Тоа, ако размислиме сериозно, е опасна идеја. Значи, тој наратив што се тера за net zero, за carbon footprint, значи, тоа не е возможно на никаков начин. Не, дури ни теоретски не е возможно. Затоа што? За тие што немаат учено биологија во основна школа, да ги подсетам дека дрвата испуштаат јаглерод диоксид. Ние испуштаме јаглерод диоксид. Дрвата преку, значи, на работа на циклусот, на фотосинтезата, на тој циклус земаат кислород, па после испуштаат, ние земаме кислород, испуштаме јаглерод, а тие прават обратен циклус. Но меѓутоа, пак се случува тој циклус. Значи, на дрвата, на растенијата, на се што постои околу нас, му е потребно јаглерод диоксид да го диши, како што нас ни е потребен кислород да дишиме. Значи, тоа да го објасниме прво, да бидеме начисто. Сега, ова е само една појдовна точка наратив, за да можат едноставно луѓето што веќе се со испрани мозоци за глобално затоплување, прво основно не постои глобално затоплување, следете научници што не се под World Economic Forum, следете ги нивните трудови. Јас нема да навлагам тука, не сум експерт за климатски промени, но меѓутоа можат луѓето сите да проверат на интернет. Веќе луѓе што се експерти во таа област многу јасно и концизно кажаа: ние немаме глобално затоплување. Значи, прво од тука да почнеме. И втора работа, со овој наратив тие што го прават, единствена цел е тотална контрола на цело население во цел свет. Затоа што главната цел е креирање на светска влада и овие влади да фигурираат како подвлади. Тоа нешто би му дошло пример како, да речеме, во една држава имате влада, но меѓутоа имате градоначалници, имате општински власти. Значи, овие државите ќе го изгубат тотално суверенитетот, ќе одговараат на корпорации, на stakeholders, кои што сакаат Светски економски форум да го кажат, на луѓето, односно луѓето што ги менаџираат сите пари на свет. И тие ќе кажуваат, ќе поставуваат нови правила за да дојдат до уште повеќе доминација и за да го задржат овој лажен финансиски систем. Затоа што ESG стандард
ова морам да кажам, environmental social governance, ESG стандард што тие го притиска, не се базира на реална економија. Зошто? Затоа што тие јавно кажуваат во нивниот наратив и во нивните документации. Јавно кажуваат дека не им е битно колку ќе има продукција на одреден продукт, значи тоа не им е битно, замисли, и не им е битно профитабилноста. Колку ја што знам, од основи на економија, баш тие се најбитни елементи. Според нив не се тие битни, туку колку некој наводно карбон футпринт колку ќе имал. Значи ова е само за да дојдат тие да се приграват до контрола. Веќе ESG стандардот се изгласа во ЕУ. ЕУ е нивното гнездо каде што тие се најсилни елитите и каде што најсилно ги воспоставуваат нивните желби врз цело население во ЕУ. Затоа што, да им објаснам во кратки црти на луѓето што не се запознаени за ЕУ, што плачат за ЕУ да одат во ЕУ, да им објаснам како функционира ЕУ. Во ЕУ има десетина бирократи што носат одредени закони и во Европски парламент само си креваат рака и кога ќе кренат во Европски парламент кој ќе изгласат одреден закон, им го даваат во папка овде во Македонија и на овие овде кајна што се неписмени ве 30 години, само си креваат рака затоа што е со европско знаменце. Така идат законите, да им објаснам во кратки црти на луѓето, и затоа Македонија многу лесно ќе потпадне во оваа тиранија. Али луѓето мора да бидат свесни и почесто да зборуваат за ова. Така да ESG стандард, сите тие работи за карбон, за јаглеродиоксид испуштање, се некој вид на, би рекол, секташки приод, би рекол. Не знам како да најдам зборови. Значи, буквално како некоја секта звучат. Нешто што нема логика, постојано се зборува за тоа како тие ќе не спаселе нас и карбон футпринт, карбон, zero net карбон, што е невозможно, значи дури теоретски е невозможно. Практично нема теорија, значи нема шанси тоа. И оваа транзиција тие само ќе искористат за целосна, тотална контрола. Тоа е тоа. Значи тоа луѓето мора да го разберат. Не постои главолно затоплување, Владко. Значи, ова морам да го кажам. Земјината топка, ова е што сум учил јас, само нешто што сум учил одамна од стари филозофи, од илјадници години пред наша ера, пред Христа. Луѓе што биле паметни го запишале тоа. Значи, имаме такви записи. Кај хиндуто имаме исто така, што било 500 години пред Христа. Имаме југа периоди на земјината топка. Во тие југа периоди земјината топка прави еден циклус од 12.600 години. Во тие 12.600 години иде во на половина од тие 12.600 иде во ситуација каде што има највисока температура и кај што иде во најниска температура. Затоа старите мапи кои ќе видиме Гренланд била земја, немало мраз таму, затоа што ние излеговме од каде што беше земјината топка замрзната. Тоа сите научници се согласуваат со ова. Значи ова е common sense за некој што прочитал најосновни работи за географија и за биологија и за историјата на планетата. Така да, значи, тој наратив дека тие ќе донесат carbon footprint на zero, тоа е само еден вид на приход, на наратив за да воспостава тотална контрола на цел свет. Ништо друго. Да, ви зборуваме за една историја која што она што официјален наратив е последните 6000 години. Значи од Сумер до денеска, тоа се неколку 6000 години. Оние научници што се занимаваат тоа кога се случил потопот опишан во Библијата, доаѓаат до некои си меѓу 13 и 15.000 години од сега наназад. Значи 13.000 години пред наша ера, ако ги рачунаме овие 2000 години од наша ера. Тој голем потоп бил чудна некоја појава, значи се случил затоа што се дали удрила комета, астероид, нешто се има случено драстично да се случи тој потоп. После него се има случено, затоа ние знаеме дека имаме цела северна хемисфера или речиси цела со исклучок на Медитеранот, на Балканот била под лед. И сега откриени се мамути во Сибир. Тоа се видови на слонови кои што се изумрели, што значи биле тропски животни. Значи пред тоа во Сибир климата била поинаква. И што го докажува тоа дека замрзнувањето на тие мамути не било
почнало да се намалува температурата, па замрзнале. Не, во моментот биле замрзнати затоа што во нивните желудници е откриена храна, а нивното месо кога почнало да се размрзнува, животните буквално го јаделе затоа што било јестиво, што значи процес на замрзнување моментален. И друга една работа, буењето на животот на планетата, па и секаде кога се случува, во пролет и во лето кога се стоплува, што значи топлите температури фаворизираат живот, додека студенилото фаворизира смрт и опаѓање. Во 13 век, односно во 14.300 години, историски е докажано дека децении поред било студено во лето, имало многу врнежи, житариците не успевале да се озреат и имало глад. Што значи, што зборуваме ние, за какво глобално затоплување зборуваме? Значи, што сакаа да се вратиме во ледено доба? Друга една работа што сакам да те дополнам, во целата оваа работа со карбонска валута и социјален кредит и со такви работи се зборува за контрола на населението, односно за таа језива златна милиарда. Што значи, ако сега имаме 8, како ќе дојдеме до златна милиарда? 7 милиарди луѓе треба, што да се случи? Владко, ние сме карбонот што сакаат тие да се ослободат, да бидеме начисто и да бидеме реални. Ако сакаме на вистината да ги погледнеме во очи, да ги погледнеме сите факти, fact checkers, ама вистинските не на Facebook, така да ќе дојдеме ние до одговорот. Човек само да има треба отворен ум и треба да прочита неколку книги, да истражи на интернет, на не мејнстрим медиуми и да следи луѓе што се научници што не се од мејнстримот, ќе дојдат до одговорот. Значи, тоа е многу едноставно. Значи, само тотална контрола тие сакаат. Но меѓутоа наративот е тој. Јас мислам дека оваа тема од научна и финансиска преоѓа во нешто што значи религиозна тема. А мене зборот религија толку не ми се допаѓа, предпочитам да го употребувам терминот духовна. Значи, ова духовна тема во која што правим свесни луѓе, барем јас за себе можам да зборувам, овие сите проблеми што се случија ме натера да размислувам на поинаков начин и да сватам многу работи за себе си и за собственото потекло и бивање таков како што сум. А од друга страна гледам дека се случува и обратниот процес кај многу луѓе. Например, викендов имав комуникација со професор по математика, човек од 60 на години, кој што со таков ентузијазам и со такво воодушевување ми зборуваше за вештачката интелигенција. И ме вика како за 30 секунди ми направи тестови за 7 оделение. И молчев известно време, викам, обиди се нареден пат да ти најде решение за проблем кој што ќе го измислиш ти, за проблем кој што не постои на интернет. Да. Се глупирам сега, како да ги исправам локните на жена ми. Да. А локните на жена ми се да измисли проблем, нема да знае да даде решение. Затоа што вештачката интелигенција е вештачка, но всушност не е интелигенција. Тоа е алгоритам кој што само брзо работи. Да. Нема ништо интелигентно, не може да искреира нешто. Не може да создаде нешто ново. Да, ама тука за вештачка интелигенција морам да тука малку да прецизирам, малку да појасниме за гледачите. Значи, тоа што го зборуваше за чат GPT, тие се вика Narrow AI. Тие се ограничена вештачка интелигенција и тие работат на тој начин кој што ја каже ти, на одредена датотека што веќе им е дадена и според одреден алгоритам. Затоа што јас чат GPT, јас буквално си имам карана со чат GPT, затоа што чат GPT е буквално пристрасно, biased, што викаме на англиски. Значи, е пристрасно затоа што не ги дава релевантните информации за секоја дадена тема. Може, пример, сега да прашаш и како да поправам колата, пример, не знам, одредена работа или вратата. Некои такви општи работи, окей, ќе ти каже она како што се. Но меѓутоа, ако сакаш да прашаш нешто подетално, ако ја бараш вистината, нема да ти ја даде вистината, туку ќе даде информација онака како што е програмирано. Е сега, зашто ако зборуваме за креација, тоа е веќе general intelligence, artificial general intelligence. Тоа е веќе нешто што може да креира.
И токму затоа ние идеме веќе во ситуација. Пред некој ден ми се јавија, веќе и ми потврдија од Англија луѓе, пријатели што ги познавам, имаме многу пријатели таму. Мојата сопруга живееше буквално цел нејз живот во Англија, во Лондон. Веќе дојдовме во ситуација каде што луѓето почнуваат веќе да добиваат социјалка од државата. Зошто ова се случува? Сакам да им објаснам на сите. Universal Basic Income. Народски кажано социјалка за сите. Тоа се случува затоа што вештачката интелигенција, која ќе настапи во полн ек на сите сфери во живењето, 90% работи што денес ги знаеме нема да постојат. Луѓето ќе не знаат што да прават со самите себе, ќе немаат работа за нив. Сега, овие властите се интелигентни, јас за тоа им давам рака. Значи, тие се многу интелигентни, затоа го креирале овој систем, затоа сега си не возат во друг систем, во трансформација. И сепак се интелигентни луѓето, тоа мора да им го признаеме. Сега, тие тоа го прават за овие што си спијат дома, што поим нема што се случува, да си го прифатат тоа со широко отворени раце, дури се луѓето беа задоволни. Социјалка 1600 фунти, топ. Universal Basic Income, топ. И тие дури се задоволни, дури се среќни. Но меѓутоа тие не знаат дека со едно такво прифаќање после ќе дојдат услови многу, што треба да се исполнат. Како што ММФ им дава позајмица на сиромашните држави, но меѓутоа им дава многу услови. А тие услови знаеме дека не се многу добри баш. Така да, значи, тоа е стапицата, та заглувци стапица што е, таа се вика Universal Basic Income, социјалка за сите. И тоа веќе се случува и на тој начин ќе ги воведе луѓето во тоа за тие да избегнат конфликти, граѓански војни, затоа што луѓето кога излага на улица да се борат, Владко? Кога стомакот им е празен, кога нема за јадење, кога немаат елементарни нешта за живење, тогаш луѓето ќе излезат на улица, до тогаш ќе си лежат дома. Така да тие сега тоа навреме го решаваат, сега им даваат социјалка, за која ќе дојде роботизацијата во полн ек и вештачката интелигенција во полн ек, пошто ќе нема работа, нема да постојат ни пензии, јас тоа го зборувам уназад години, сите се многу изненадени, па како така? Па едноставно затоа што ќе има социјалка за сите. Нема да има пензии. Ве молам разберете, наместо да ги фрлате парите на пензиски фондови, вложете си во биткоин. И тоа ќе ви биде најдоброто нешто што сте послушале од мене. Така да, значи, мора да се разберат овие работи дека ништо не е случајно и за се што се случува веќе има одреден план зошто нештото се случува. Тоа сакам да го разберат сите. Се е поврзано. Ова ме потсети на сцена од Матрикс, каде што ликот, не знам како се викаше, кога преговараше со Ејджент Смит и кога му велеше ќе ме вратиш, ќе ме учипираш повторно во Матриксот, ама сакам да бидам некој познат, сакам да бидам глумец и сакам да бидам многу богат. Ама секој што го гледа филмот знае дека само такви информации ќе му бидат пратени на неговиот том, тој всушност ќе биде батерија за Матриксот. И истото тоа се случува, значи ќе ги дадат потребните светилни дразби на многу ниско, на многу базично ниво и се останато ќе биде просто слугување, затоа што убаво кажа ти и тој универзален приход ќе дојде под услов. Значи не можеш да одиш на протести, не можеш да одиш на гласање или слични работи. Ќе не можеш да купиш говецко месо затоа што ќе има многу карбон кредит, ќе не можеш да имаш кола затоа што има многу карбон кредит, ќе не можеш да имаш дете затоа што треба унапред да платиш за карбон кредит за воздухот што ќе го диши твоето неродено дете и така натака, ќе има многу услови. Па може да има услови, пример како vaccination up to date, такви работи, се може да има услови, Златко. Секакви услови може да се постават. Последно за вештачката интелигенција можеме да финализираме тука, ми текнува своевремено овој што го самоубија. Значи ние во криптосветот го знаеме Џон Мекафи. Намерно едно што го самоубија, тоа што чудно се самоуби нели човекот во затворот. И тој беше многу контроверзен, значи јас го обожавам како лик. И на едно место го прашуваат дали Илон Маск вели дека е уплашен од тоа што може да биде со вештачката интелигенција, што мислите вие за тоа? И изјавата на Џон Мекафи буквално беше ваква:
ако Илон Маск се разбира од електроника, од компјутери како што се разбирам јас, а знам дека не се разбира, нема да биде уплашен, туку ќе биде преплашен. Од кои причини? Вика, вештачката интелигенција не е интелигенција, таа ја имитира човечката интелигенција, ама ја имитира во целост. И вика, ние луѓето, дали сме себични? Себични сме. Дали има зли луѓе помеѓу нас? Дали има крадци помеѓу нас? Дали има редица негативни, па вика вештачката интелигенција само ќе го ископира сето тоа, со тоа што за разлика од нас, од повеќето од нас што имаме нели морални норми и алтер его и слични работи и имаме кочници, вештачката интелигенција нема кочници, туку прави алгоритми. Кришимир Мишо го кажуваше тоа, како поставиш, создадеме идеално општество, најразвиена држава во светот Америка. Америка е почнала како робовладетелско општество, робовладетелство идеален систем. Таква некоја логика ќе ти поврзи. Нема срце да рече, чека имаме луѓе кои што ќе ги малтретираме како робови. Да. Но меѓутоа, ова морам исто така ти кажам. Значи, јас многу внимателно ги следам развојот на вештачка интелигенција. Веќе имаме фирми што веќе работат многу јако работа на тоа и веќе има тие производ каде што вештачка интелигенција веќе има и емоции. Во буквална смисла на зборот како луѓето. И така да тоа е една многу опасна работа, Владко. Уште луѓето не се свесни колку е силно тоа, затоа што ние сега гледаме, знаеш што гледаме? Tip of the iceberg. Значи гледаме само стотинка од тоа што ќе дојде. А тоа што ќе дојде нема да биде добро за нас, како човештво, како човечка раса, туку ќе дојде до една деструкција на човечкиот род и понатака можеби ќе гледаме хибриди, луѓе каде што почесто ќе стануваат хибриди. Со имплантантите на Neuralink, пример да ги спомнам. Имаме чипирање во мозок и така напрека. Значи, овие работи се е само почеток на еден вид на ново општество што никој не може ни да го замисли. Затоа што Пандорината кутија веќе е одамна отворена, а Пандорината кутија е интернетот. Тоа што во старите митологии пишувано за Пандорина кутија, тоа е тоа. Значи, сега доправа ќе излага и како што кажа во митологијата дека во Пандорината кутија ќе излезе се наеднаш, и доброто и лошото, така? Така. Еве, сега имаме и добро и лошо. Доброто, да речеме дека е биткоин, децентрализираност, значи презентира собственост, слобода и така натака, и другата страна каде што корпорациите ќе владеат со животите на сите граѓани во цел свет. Така да, значи, што се однесува за вештачката интелигенција, тоа сакам да прецизирам, далеку сме ние од тоа што тоа може да го придонеси да го направи. И ова сакав да прецизирам. Кога луѓето, секој еден ќе биде во контакт со вештачка интелигенција, бидете најдобри што можете да бидете, најкултурни, најучтливи. Зошто? Има некои луѓе ќе ме прашаат зошто, како е така можно. Затоа што вештачката интелигенција, кој што спомна ти, Владко, премалку, учи од нас. Ние мора да покажеме kindness, мора да покажеме дека сме добри битија, дека имаме добрина во нас, дека немаме лоши намери, и тоа ќе го научи од нас. Значи, како ние ќе се однесуваме према вештачка интелигенција е многу битно сега во наредниот период. Така да за сите што се во контакт со вештачка интелигенција, нека бидат добри и учтиви и културни. Тоа можам само да им кажам. А инаку веќе нема запирање вештачката интелигенција. Веќе е отворена Пандорината кутија и тоа нема назад од ова. Во контекст на целиот мовет сакам да дадам една препорака за книга пред да завршиме, значи покрај твојата книга што треба да ја читаат за криптовалути, ова е книгата од Кришимир Мишак Смрт, трансхуманизма, слобода народу, изворедна фасцинантна книга, значи сиве овие теми обработени, имам многу работи, значи задира сериозно и во духовни теми, така што ја препорачувам на сите што може да се ја набават. Јас буквално како еден вид на космички синхроницитет ми ја донесе книгава, во нека друга прилика ќе зборувам за неја. Значи сакав долго време да ја набавам, не можев, значи немаше достави за Италија и се најде човек што ќе ми ја купи и имам, значи морам да кажам дека е со една одлична
посвета, што значи чекала книгава да дојде до мене. По насловот сигурен сум дека е многу добра книга. Вака насловот е баш кој што треба на место во вистинско време. Така, книгава е 2019 за многу работи, значи тоа што се зборувало таму како најава веќе се исполнува, значи и убаво кажати, значи секој ден, секој месец, секоја година има новитети кои што буквално она што мислиме дека сме го научиле, веќе станува застарено и треба да учиме нови работи. Така. Дарко, јас ти благодарам за одвоеното време. Се надевам дека ќе се видиме повторно наскоро со теми каде што застанавме сега, ќе продолжиме понатаму. Имај убав ден, имај плодна работа и од мене секое добро. Фала многу, Владко, ми беше мило, пријатно, како и секогаш, и поздрав до сите што не гледаат.